Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Najvažnija se mi čini da je to afera Patria koju sam napravio zajedno sa finskim kolegom Magnusom Berglundom 2008. i zbog koje je tada došlo do promjene vlasti u Sloveniji i tadašnji predsjednik vlade Janez Janša bio osuđen na 2 godine zatvora, ali kao Sanadera i njega je spasio Ustavni sud i na kraju je taj proces dočekao zastaru na sudu. Блаж Гага ја доби наградата Репортери без граници. Го откри и го демонтираше моделот на перење пари, инсталиран, граден и функционален во Луксембург, односно државата, каде што премиер беше повеќе години сегашниот прв човек на Европската комисија, господинот Јункер. Имате еден податок кој подоцна гледам Блумберг го пренесува од вас, кај што велите дека повеќе од 22 најголеми мултинационални компании во светот во странство креат речиси 1.000 милиарди долари кои се ослободени од данок на профит. Тоа се фрапантни бројки. 1.000 милиарди долари. Мислам дека 99,99% од нашите гледачи, да им речеме да напишат 1.000 милиарди долари, нема да знаат да ја напишат. Со колку нули е таа бројка. Значи, ако 22 најголеми компании во светот кријат толку многу пари, за кои ние знаеме, за колку пари кои ги кријат, кои ги перат и кои ги користат на различни начини, ние не знаеме. Ako bi sve te korporacije i najbogatiji ljudi platili samo onaj porez koji trebaju platiti, mislim da bi odjednom svi veliki ekonomski problemi prestali. Mislim, problemi oko financiranja javnih servisa kao što su zdravstvo, školstvo, ceste, nauka, funkcioniranje države. Кој е Васко Стојков? Вака да се представам, јас сум адвокат од адвокатско друштво Веритас Битола. Повеќе од 11 години Васко Стојков, адвокат од Битола, го искажува финансискиот геноцид во Република Македонија. Сума сумарум, или кога ќе се подличи црта, 250.000 луѓе останаа без работа од тој финансиски геноцид. Повеќе од десетици милиарди долари евра се украдени од македонската економија и така е приватизирана македонската економија и големите крупни претпријатија. Значи 11 години вие работите на овие модели, овие случаи. Да. Ако во светот постои перење пари, дали во Македонија постои перење или крадење пари? И едно и друго. И во кој обем се прави тоа, господин Стојков? Па ако мислите на кој го прави тоа, најмногу според мене тука се прави преку финансискиот сектор. Значи преку банките? Па да, преку. И за која сума на пари станува збор? Не можам да кажам точно, меѓутоа ако земиме на пример дека приватизацијата криминална, не знам колку е проценет капиталот на тие друштва кои што беше некаде повеќе од 1 милиарда. Па добро, тогаш вредност денес е многу поголема. Всушност 3,5 милиарди марки. Значи, ако така е споредбата, ајде да речеме негде 10-15 милиарди евра, сигурно. Се направи геноцид финансиски на македонскиот народ на начин што голем број луѓе, 200-250 илјади луѓе, останаа без работа, не од причина што не може тие трговски друштва да работат, туку затоа што на финансискиот сектор таргет беше хипотекарната моќ на тие друштва. Значи, ако добро разбирам, во Македонија спроведен во последните 27 години финансиски геноцид. Геноцид на македонскиот народ. Тој финансиски геноцид тежи повеќе од 10 до 15 милиарди евра. Прилика, да. И дека како резултат на тој финансиски геноцид 200 до 250 илјади луѓе се останати без работа. Да, нивните деца без образовани, без можност да стекнат, значи тоа е затоа геноцид. Значи генерации страдале и ќе страдат заради незаконито постапување на некој на кој што му е даено целокупното финансиско управување, да речем, со стопанството. Значи, геноцид е бидејќи освен што се останати без работа, освен што нашите пари кои ги чуеме во банките се злоупотребени, туку се уништени генерации и генерации, иселени од Македонија или уништени во Република Македонија. Без перспектива. Значи без перспективност невидена
Затоа што тој капитал, нашиот капитал, кој што се чува во финансиските институции, е злоупотребен. Значи во банките. Да. Ајде да користиме термин банки, а не финансиски институции, за да може публиката да не разбери. Така. Кој е мозокот на целата операција? Па овде не е мозокот, затоа што ова некој начин применет од странство. Значи ова е разработен начин кој што после приватизацијата, да речем така, на банкарскиот сектор, со осамостување на Република Македонија, се применува како модус операнди и на нашиот економски систем. Значи, во Велика Британија, во Лондон постои Сити, Да. и тој управува со Британија, со Европа и со целиот свет. Значи, во Македонија исто постои некој центар, Така. тоа е некој банкарски центар или тие банкарски улици во Скопје, кај што се управува со Македонија. Така. Тоа е суштината на моделот Луксембург и како е открен моделот Луксембург од страна на господинот Блаж Гага. Последно што прочитав од вас беше аферата околу Volkswagen. Шестата по сила компанија во светот. Вие откривате одредени офшор трансакции, иако овде веќе не станува офшор, станува за иншор трансакции во Луксембург. Станува збор за некоја сума од 17 милиарди евра. Тоа е фрапантна сума, меѓутоа Volkswagen сепак е шеста по сила компанија во светот. Што Блаж Гага открива за Volkswagen и таа афера со Луксембург? Па, радио сам на неким другим истрагама, случајно сам мало истраживao луксембуршке регистре и одједно сам кликнуo ајде да видимо што има Volkswagen на Луксембургу и видим прво профит 2 милиарди. 2 милиарди 2 милиарди профита што се исплатили у едној години. евра. Евра, да. И тој био само почеток, увек на овакај начин се почне истрага, прво неки На кого се исплаќа 2 милиарди евра? На кого му се исплаќа? То се исплатили дионичарима, али онда кад сам то видио, одмар сам се повезал со колегима из Шпигела и другим новинарима из европских медија за коим сураđujemo у европској истраживачкој сурадњи. И покренили смо проекат и онда смо 2 месеца интензивно радили, анализирали све могуче твртки и онда утврдили да Volkswagen створио своју властиту приватну пореску оазу у Луксембургу, где има неколико твртка у којима има 17 милиарди евра капитала и у тим тврткама со 17 милиардама капитала ради само 5 људи. Значи само 5 луѓе на Volkswagen работат во тие компании кои што тежат 17 милиарди евра. Да. И имат исплатено профит или добивка тешка 2 милиарди евра. Само у едној година. Само во една година. Значи тука е интересно за Луксембург дека сегашниот претседател на Европската комисија, господинот Јункер, беше министар за финансии, кога го прави тоа офшор или иншор чудо во Луксембург, подоцна е премиер на Луксембург, сега е прв човек на Европската комисија. Значи во таа држава која е една од земјите основачи на Европската унија или Европската економска заедница некаде пред 50-60 години, се случува така драматично изигрување на даночните закони. Јункер прije што е постao председник Европske комисije bio je predsjednik vlade Luksemburga, a još prije bio 20 godina ministar financija, zapravo je jedan od osnivača tog sustava. Архитект Da. и изведувач. Da. Со господинот Стојков ќе анализираме кој е мозокот на целата оваа операција, дали станува збор за македонски производ на перење и крадење пари или станува збор за еден увезен модел кој македонските олигарси го инсталираа во Република Македонија. Дали приватизацијата по Македонија е спроведена според овој модел? Апсолутно. Тоа значи дека директорите на предпријатијата со туги пари, а не со своји пари, спротивно на законот ги купија предпријатијата. Со туѓи пари, значи со наши пари, со парите на сите, ги купија предпријатијата. Меѓутоа не кажувам ништо ново. Многу е подлабок смислата на тој финансиски геноцид. Каква е смислата на тој финансиски геноцид? Можеме ли моделот да речеме да го објасниме?
Еве, некоја банка, не мора да спомним име, Добро. располага со свој капитал. Така. Тој капитал на банката тежи 100 милиони евра. Така, тоа се вика собствен капитал на банката, а банката располага и со депозити од штедни влогови и во нејзини раце плюс се средствата огромни од платниот промет кој што се врши преку таа банка. Го укина СОК или службата за општествен капитал и платниот промет го донесува во банките. Значи, ем донесува повеќе пари, Да, ем ја исчезна или ја елиминира контролата така е. врз банките, врз платниот промет. Значи, целиот систем се прави последните 27 години да има што помала контрола И што поќе пари во приватни раце, во приватни банки. апсолутно. Значи, освен тие 100 милиони евра кои се нивни капитал, да речеме, од Вера, од Тинекс, од мене, Така, од од вас, сите, цело стопанство. цело Прометот, стопанство, парите се парите се носат вечерта во банките. Вечерта са бајле, во рок од 24 часа по закон мора да се однесат. да се однесат, платниот промет се носи. Значи, банките имаат своји акционери, своји пријатели, своји роднини, на кого може да му пласира до 25% од капиталот на банката. Значи, вкупно до 25% од вкупниот собствен капитал на банката, од тие 100 милиони евра, на годишно ниво банката смее да е изложена спрема поврзани лица. И тоа е законски. До тука е работата До тука е законска. се во ред. Криминалот се прави кога банката надвор од тие 25 милиони, да речеме, Да, на тие капитално поврзани лица им пласира кредити. така е. Најчесто без камати. Па, каматите ги плаќа некој друг. Ги плаќаат добрите бизнисмени, кои што со собствен труд создале капитал и кои што веруваат во банките. Господин Стојков, банките свесно влагат во криминал. Па не можам инаку да речам дека не е свесно. Тие ја знаат банкарската работа и знаат кога смеат да пласираат кредити. Затоа ние гледаме капитално поврзани фирми со банките, Да. како и завршиле 50, 100, 150 милиони, 200 Така. милиони евра, велиме како е можно кај нив да завршат толку многу пари, а тоа се прави преку овој финансиски Така. геноцид. Така е. Финансискиот геноцид не е тоа. Тоа вие што зборувате сега за тој пласман на пари, тоа е втора фаза, бидејќи сега ако одиме директно на оваа втора фаза за тој пласман незаконски на пари во поврзаните лица со банката. Тоа е веќе сега докупување или капитализација на цел бизнис сектор. Значи гледате, едни исти луѓе се појавуваат сопственици сегде. Ако зборуваме за финансискиот геноцид, И на фирми, на фирми, и на банки, на се. и на трговски друштва, На се што има и просперитет. и на трговски центри, Да, и во телекомуникација, и во медиуми, секаде. сега. Значи секаде. Да, па имат непресушен извор на пари кои што можат незаконито да го пласират Господин Стојков, во поврзаните лица. тоа е октобот на Бранко Цренковски. Па не знам дали е на Бранко Црнковски, ама тој е октопод. Тој е октоподот. Да. И колку тежи тој во Република Македонија? Па се што имаме вака како што гледате околу нас, се е под нивна хипотека. Ова не е. Ова не е. Добро, Ова сакам овде да што речем, снимаме- земете покапитални Не. објекти. Еве вака, јас сум од Битол. Ако тргнеме по тај индустријски пат, има 15-20, значи порано гиганти. Сите се сега со коров плевел, се е то под хипотека на некоја банка. Добро, господин Згагов, за руските олигарси имате ли одредени истражувања? Бидејќи гледаме во временски период, многу руски олигарси дојдоа во Велика Британија, дојдоа во Лондон, купија големи фудбалски клубови, купија големи замоци, големи зданија, целото семејство го преселија во Лондон и тоа во последните 15-20 години беше еден процес кај што најголемите руски олигарси се преселија во Лондон. Имате ли одредени истражувања која е филозофијата на тие руски олигарси? На кој начин ги перат парите? Како го прават системот на фирми? Користат ли Малта, Луксембург, не знам, Кипар или користат овие острови што се во Атлантскиот океан или во Карипското море? Како сум рекол, највише сум истраживал тог бојка, што е интересантно, пронаšao сам да има и држављанство Италије, што е Бојко. Да, он е руски олигарх, Во времето кога го истражувате, капиталот му тежи 1,2 милијарди долари. јавно пријавljeni капитал, негова твртка Finstar била проценена на 2 милијарди долара, али наравно то се увијек само процене и ако јас сум свашта видио у разnim датотекима и спортских оазама и ја особено вјерувам да сви ти најбогати луѓи имају многу више капитала и новца него е јавно објавено. И добро, таа структура на Бојко, овој што го навикате руски олигарх, кога имате истражувано, како ја прави таа структура?
тука е вклучен Луксембург, предпоставам дека се вклучени Кипар, предпоставам дека е вклучена Малта, предпоставам дека е еден цел систем на фирми преку кои се губи трагата на парите, за да може да се скрие потеклото, собственикот и името на фирмата. Како се прави тој модел? И колку време треба да биде направен тој модел? Велите дека имате упат или можете да влезете во системите во многу датотеки, дека во тие датотеки сте виделе многу работи од кои боли глава. Еве, што може Глас Гага да каже, како се прави тој систем? Зависи, je to neka osoba koji želi sakriti svoje osobno bogatstvo, onda treba samo najaviti se ili stopiti u kontakt sa specijaliziranim tvrtkama koji posuđivaju ili prodaju ovakve firme i računaju tamo oko 3-5 tisuća eura godišnje. I to se može za dan, dva sve to srediti. Значи се од модерни фирми кои ги продават фирми кои веќе се готови, кои веќе се формирани. Им ги продават за 3 до 5 илјади евра тие фирми на овие олигарси, руски, источноевропски или било кои. A to govorim za individualni slučaj, ako bi netko htio 5000 eura i onda je neka tvrtka na Djevičanskim otocima koja je onda vlasnik tvrtke u Makedoniji ili Ljubljani i lokalna porezka uprava ne zna tko je vlasnik te tvrtke, to je jedan način, ali ruski oligarhi i mnoge korporacije, najveće korporacije, njim pomože najveći i najbolji odvetnici i najbolje revizorske kuće i oni stvaraju te vrlo kompleksne sustave u mnogo različitih država i oni imaju čitav poslovni model u porezkim oazama. I ovdje je vrlo važan taj Luksemburg koji je jedna od ustanovnih članica Europske unije, onda Malta i Cipar. Ja sam više puta primijetio taj poslovni model da se uvijek te tri tvrtke povezuju, mislim transakcije ovdje iz Cipra, Malta i Luksemburg i obrnuto. I onda iz Cipra najviše se za prikrivanje identiteta pravih vlasnika upotrebljavaju još britanske te otoke, britanski Djevičanski otoki, Kajmanski otoki. Ili Belize. Ili Belize, da. Nizozemski Antili ima mnogo... Кај нас во Македонија се користеше Белизе. Белизе беше еден од тие даночни оази. Ili Panama, ima ih mnogo. A što je važno, kad se pitali koliko to traje, pa često faza planiranja vjerovatno je duža, da zavisi od kompleksnosti strukture, ali onda kad je to sve sređeno, onda sve dogođeno u nekoliko dana. Ако на едно место имате Кипар, офшор компании, мокни адвокати од Германија, и тој е моделот кој функционира секаде во Европа, тој модел во Македонија функционира персонифициран преку господинот Самсоненко. Вела дека сте најбогат македонец, сега има две дилеми. Дали сте најбогат македонец на вистина или сте само завеса зад која ВМРО го прави својот бизнис? ВМРО воопште тука не знам зашто. Затоа што нема никаква веза или врска со ВМРО. Затоа што на колку се проценува вашиот капитал? Тоа не можам да кажам затоа што не знам точни бројки. Повеќе од 50 милиона? Повеќе од 50 милиона. Повеќе од 100 милиона? Па негде тука. Дали сте човек на КГБ? Не. Го знаете планот Андропов? Кој беше еден од големите команданти или лидери или шефови на КГБ. И неговиот план во период кога гледа дека се распадне комунизмот, вели дека треба да се изнесе капиталот надвор од Русија, да се стави на одредени сметки, млади луѓе да се појават надвор од Русија, да чекат да заврши целиот тој турбулентен процес и да се вратат со капиталот испран и во нова форма. Дали сте вие дел од проектот на Андропов? Мислам дека тоа е само приказна. Мислам дека нема ништо од тоа. Со Путин се знаете? Не, нажалост не. Сте били ли колеги во КГБ или во некои структури? За КГБ е смешно затоа што КГБ одавно нема. Тоа е исто ваква голема ФСБ, например, Федерална служба за безбедност. Не, ја не од таа структура. Имате ли заедничка фирма на Белизе? Не. Дали е ваша ова фирма Игра Инвест Лимитед на Белизе? Беше оддавно. Вие ја формиравте? Да. Таа е формирана на Miles Norton Highway 1/2 на таа адреса. Не знам на која адреса, затоа што тој адвокати работат. Од ова Игра Инвест Лимитед, која е на Белизе, вие формирате Bed City Кипар Лимитед. Точно.
и преку таа Bed City Kipar Limited го градите хотел Русија овде во аеродром и целиот овој спектар склоп на спортската сала Јане Сандански. Точно. И таа фирма веќе не постои. То што Игра Инвест не постои оддавно, тоа е точно. На Кипар сигурно нема дејност од како инвестиравме пари во салата Јане Сандански. Спортска сала Јане Сандански од тој момент веќе нема што, затоа што зашто работаме во офшор? Ја немам некои транзакции кои влегува таму, а после ги инвестирам во друго место. Сите мои фирми, значи и на Малта или Лихтенштейн или Каде се имате фирми во овие офшор зони? Имате Малта, Лихтенштейн? Па скоро Панама имате Панама? Не, у Панама далеко многу. Лугано? Не, Лугано не. Имавме на руски олигарх Самсоненко. Сега не е толку активен во Република Македонија, меѓутоа до пред половина година беше најмоќен, можеби најбогат бизнисмен и текун во Република Македонија. Користеше Белизе, користеше Кипар. И користеше услуги на познати германски адвокати. И ви видите дека користат мокни ревизорски куки и мокни адвокатски канцелари. Значи моделот е тој. Да. Сте истражувале ли нешто? Се имали појавено некој македонско име во тие ваши истражувања? Околу приватизации во Македонија, на Балканот? Дали некој име македонско познато се има појавено во вашите истражувања? Кад смо са колегима истраживали српску приватизацију, то истрагу е водио колега Майк Хадсон, кој сега постao воđа истраживање за Associated Press. Истраживали смо, значи, то како су српски мочници уништили неколико твртки и читав новаc je завршио у пореским оазама и еден од главних оперативца кој живе у Словенија е некадашни македонски министр Жанко Чадо. Да, тој беше министар за економија Жанко Чадо. Да. Од Словенија и Љубљана беше дојден во Македонија, има формирано Алнако банка и Алнако корпорација, кратенката е Александар Македонски корпорација, тоа е Алнако, значи корпорацијата, и подоцна го пресело капиталот во Војводина, ако не се лажам, блиски релации со Гленкор од Швајцарија. Вие во овие ваши истраги околу премиерката Брнабич во Србија исто така го истражувате Гленкор и влијанието на Гленкор. Жанко Чадо имаше битни релации со Гленкор. Да, то се само Гленкор и... Се извинувам, топилницата во Велес требаше на Гленкор да биде продадена. И тука како офицер за врска се јава Жанко Чадо. А што хотел да речи, да, Гленкор е интересантно, е Марк Рич, он je već umro prije nekoliko godina. Na posljednji dan mandata kao predsjednik Amerike dobio je pomilošćenje od Billa Clintona, a bio je progonjen zbog utaje poreza i on se sakrivao u Švici. I baš interesantno kako oko mnogo ekonomskih stvari od strateške važnosti uvijek se na tim prostoru bivše Jugoslavije pojavljuje Glencore. Секоја анализа, почитувани гледачи, ќе ви покаже дека државите преку кои се прави целиот тој систем на офшор перење пари потекнува, е стимулиран, е граден и е контролиран преку Британското царство, преку Лондон и преку Лондонскиот сити. Моделот на перење пари или моделот на тој финансиски геноцид во Република Македонија е контролиран од Скопје или тој 1 квадратен километар кај што се сместени најмокните македонски банки. Зошто го прават тоа? Гледате, сите овие големи фирми, нека да спомнам имиња, бидејќи дел од нив се во истрагата каде што вие учествувате, нели? Не би сакал да ви направам проблем, меѓутоа ние гледаме има една маса, една лепеза на големи компании кои пропадна безмалку 90% од некогашната голема топ 10 во Република Македонија или најмокни фирми сега се пропаднати. Не се 10, 4000 фирми. 4000 фирми. Врни имиња, познати на сите. Македонија Табак, например. Пример. Има многу. Монтинг Битола. Да не зборувам Охис, значи Охрид, значи гиганти. Гиганти. Кои крепе држа македонската економија. Во железара многу фирми од железара. И сите тие се отидени во стечај. Зашто се отидени и како се отидени во стечај? Сега ќе објаснам зашто одат. Значи, банката пласира, тие се поврзани лица затоа што се акционери во банката. Меѓутоа, во тоа време не може и не е тоа, банката има право да наплати тој пласман. Ме разбирате, има други акционери и тие внимаваат. Меѓутоа, каде е криминалот? Банката многу често, најчесто,
капиталот на таквите хипотекарни должници, тие познати фирми кои што должеле пари, го продава, да речем, во 4 очи. Надвор од стечајната постапка и непроценет од овластен проценител. Добро. Ајде да видиме. И го продава за ефтини пари на поврзано лице со банката. Например, Да заокружим. некоја фирма, Добро. голема фирма, Така. Македонија Табак, располага со многу објекти. Така. И вие тоа го дефинирате како голем хипотекарен потенцијал. Голема хипотекарна моќ имала таа фирма. Што значи голема хипотекарна моќ? Значи може да става своји објекти под хипотека во банката И да црпи многу пари од банката. и да црпи многу пари од банката. Повеќе пари отколку што може да врати, предпоставам. Апсолутно. И тоаш банката има право и го реализира. Таа хипотека. Господин Стојков. Значи свесно повлекува повеќе кредити отколку што може да врати. Така. Значи намерно. Намерно, за да... кај е после, значи, кај е суштината на тој финансиски геноцид? Кога сега таквиот гигант не може да ја врати, тој оди во стечај. Сега, хипотеката банката најчесто ја реализирала надвор од стечајната постапка и тој огромен потенцијал хипотекарен го продава на блиско лице за многу малце пари. Да им бил понуден на овие работници, тие сигурно би собрале за еден гигант кој што денес вреди 10-15 милиони евра, 1,5 евра. И би платиле и би било то пак нивно би продолжило производство. Меѓутоа целта не е тоа. Што тоа значи? Дали тоа значи дека одредени објекти кои се ставени под хипотека во банката, а предпријатието ишло во стечај, дека банката може надвор од стечајна постапка да ги прода? Да. Например? Треба да се признеси дека речем своето право ќе го остварам надвор од стечајната постапка. Тоа значи дека ако сте вие директор на банка, Да. имате некој пријател, Добро. и на тој пријател може да му продаете или на познаник, или на Така. познаник на ваш познаник, Така. може да му продаете дел од објектите кои се ставени под хипотека надвор од стечајна постапка. Така. При тоа да му дајте кредит од банката, Најчесто така е. тој со тој кредит да се окупи објектот, Така. А најчесто овој објект па што се продава не е адекватно проценуван во постапка на продажба. И за многу мали пари, со многу мал кредит, значи го купува тоа поврзано лице со банката, овој имот што има огромна хипотекарна моќ. Пример, ако реално вреди 10 милиони евра, се купува за 1,5 милиони. Господин Стојков, ова е многу сериозен. Ова е 1000 пати правено во Ова е Република многу Македонија. И то не е еднаш. Ова е многу 10 сериозен пати систем. то се прави. Со една хипотекарна мојот, со еден, Ова е колавина. да. Како ќе трне една мала топка снег од врвот на планината, доека стигне доле 2000 метри, тоа станува огромна топка снег или лавина. Се е нивно, Све е нивно. со наши пари. Добро, во еден момент кога го истражувавте, не се исплашивте? Вие сте почнали Па да ви кажам, 2007 година. кога го дознав ова, ми беше многу тешко. Значи, Добро, вака освен што и излегваме луѓето, не знаат што се случува. Освен што и беше тешко, страф не ви беше. Страф. Беха Јас сум адвокат, јас си работам Ова не работата. станува збор за криминал, овде станува збор за Ова е за сериозен мега криминал. криминал. Овде е мега криминал. Значи овде станува збор за мега криминал. Кој тежи не стотици милиони, туку тежи Милиарди евра и зошто имаме економски геноцид? Значи, не им било гајле за луѓето без екзистенција што ќе останат и за деца без образование што ќе останат, за идни поколенија. Добро, господин Стојков, на крај тие пари мора да ги излечат од Сега системот. ги излекват. Каде ги излекуват, каде ги Сега стават? ќе ви објаснам. Значи, најчестото излекување на тие пари како оди? Имате едно трговско друштво кое што чишто капитал вреди 2 милиони евра. Пример. Предпријатие, да речем. Еве во Неготино. Предпријатие. Едно предпријатие Во Неготино. ќе се препозна. Да. Во тоа предпријатие на банка пласира околу 40 милиони евра, иако на крајот при продажбата се констатира дека залогот, односно обезбедувањето, вреди 2 милиони евра. Значи банката пуштила преку 40 милиони евра в дупка. Значи пуштила, Наши пари, ваши пари, пари ќе плати на то после. значи пуштила отпис. банката пуштила 20 пати повеќе пари отколку што вледи залогот или хипотеката на тоа Така, предпријатие. така. И тие пари завршиле кај што завршиле. И тие пари мора да се излечат, Така, мора да се исперат така. и да завршат одредена адреса, дестинација или сметка која ќе може да ја користат и банкарите, и посредниците, и луѓето кои Ева, учествуваат ќе во ви целиот објаснам. тој процес. По мој сознание, а има и документи за тоа, тие средства завршија во Бугарија. Во Бугарија. На начин што со тие средства се сервисирал долгот
на собственикот на ова правно лице во Македонија. Значи газда е фирма од Бугарија, ги зедоа парите преку нашата фирма, ги пуштија во Бугарија да ја плати долгоите. Фирмата газда на нашата фирма, на нашето акционерско друштво има главен акционер кој што има долгови во Бугарија. Средствата се пласирани таму. После тоа како се враќат по мене на еден многу сомнителен начин кој што нас треба да не убеди дека во банкиве наши имаме странски инвестиции. Некои фондови, гледате, нашите банки се полни со акционери фондови, Преку странски. инвестициски фондови што се. Сега да ви објаснам. Кај Дури од инвестициските фондови. Шведска, дури од разни Може да ви објаснам за тоа. нормални држави. Значи видете, тие инвестициски фондови никој не може од тука да докаже чии пари носат кога купуват акции во Македонска банка. Не можеме да докажеме. Тие се пари на инвестициски фонд. Заштитени се вложувачите во тој инвестициски фонд. Меѓутоа, во Македонија па постои друштво. Значи, Кај што собственик на тоа друштво е банката и која што управува со тие странски инвестициски фондови. Значи банката управува со тие инвестициски фондови Кои купиле акции кои што во- купиле акции во тука. Чии банката. пари се тие тоа? Значи тоа се парите кои преку Кои Бугарија што бака? во конкретниот случај Апсолутно. се извлечени, Апсолутно. се однесени у Шведска. Така. У Шведска е направено Шведска, некое друштво инвестициски Словенија, Да, Шведска и Словенија најчесто тоа се прави. И подоцна со ти се купени пари акции. некој купил, многу сака тука да вложи, па вложил во банката, се емитуваат акции, значи на тој начин па банкариве си го зголемуваат учеството во Овде има во многу, банката. овде има многу криминал. многу има. Вие сте пријавиле нешто? Па Се има каже. поставки. Се Има поставки. Дали е возможно да спроведувате истраги околу сите овие модели на офшор банкарство, офшор перење пари, разни финансиски инженеринзи, ако за тоа не стојат или не ви помага одредени тајни служби? Кои ги давате информации? Велите дека добивате одредени информации од одредени тајни извори. Можно ли е да се направи такво истражување во Малта, во Луксембург или не знам на Кипар, без некој инсайдер? Дали делот на финансите или делот на тајните служби тие информации да не ви ги стави на располагање? Може и без инсайдера да се истраживат. И Volkswagen прича биле без инсайдера. Volkswagen биле само на основи регистра. Значи само врз база на регистрите. Да, Вие наravno, откривате таа приказна тешка 17 милиарди со профит 2 милиарди евра. Да, како да кажем, и како со инсайдери, и рад се инсайдери има позитивне и негативне. Добро сме згледа. Увек. Кој објавува таа приказа за Луксембург и Volkswagen? Дали објавува некој од нокните светски медиуми? Шпигел, Mediapart, L'Espresso, Le Soir, The Black Sea National, možda El Mundo, не се 6 медија европски. 6 мокни европски медиуми објавува таа приказна. Да. Има ли одредени реакции на Volkswagen? Дали Volkswagen демантираше, дали смени никој, дали ги затвори тие фирми тамо, кај што велите само 5 вработени, а 17 милиарди евра капитал? Па Volkswagen е шеста или седма највеća корпорација на свету и имају одлични одветники и точно знаеу што раде. Nije bilo nikakve zvanične reakcije s njihove strane. Koliko znam, i njemački televizija, mediji su pričali o toj priči, ali još uvijek imaju ono staru, provjerenu metodu psi laju, karavana ide dalje. Да, тоа е добра метода. Nažalost, Истранирана, jest, da. тестирана и применлива. Da, ali naša dužnost novinara je da još uvijek lajemo, uvijek. Da nikad ne prestanemo. Ова е сериозен криминал. Многу сериозно. Ова криминал ако не престане, овде е без перспектива. Значи ова нема Сахара ќе стане. нема, Во финансиска видете, смисла на кој зборот. овде ќе финансира кога некој има непресушни извори, наши средства за негов бизнис кој што е конкуренција на нашиот бизнис. Значи овде има Нема. нелимитирани извори, нелимитиран обем на средства кои може да се пласират. Сите депозити цел платен промет. Цел партен помет. Затоа што јас не знам. Затоа е ако- борбата да се избере гувернер кој ќе може да ми гарантира континуитет на тој модел. Па не знам јас
И досегашните гувернери си ја сработили работата како што треба. Затоа што ова без знаење на Народна банка Не може да може. се прави. Не може. Нема шанси. Нема теорија. Нема шанси толку пари да се свртат. Нема теорија, одма треба, има механизми Народна банка, ај што има механизми, него и од одредени бизнисмени кои што се оштетени и е барано од Народна банка да постапи. Медиуми, финансиски капитал, банки, трговски центри, трговски друштва, сите профитабилни субјекти се во нивни раце. Така, кога спечалија толку. Политички партии партии под хипотеки. Да ти објаснам нешто. По моје лично мислење, Дозволи. Ова е пејажен, значи дозволи кој да не ти може- кажам. Значи целта на тој, почнавме со Лондон. Ајде да завршиме тука и која е целта на такви финансиски Која е инженери? целта? Која е целта? Целта е државата да нема пари, значи стопанството да не продуцира фирмите добивка, за да може да се храни државата, да биде квалитетна силна услуга да добиваме, туку секојаш доди на бацирака кај банкариве кои што ќе дадат за пензии, за плати и кои што ја контролираат секоја власт. Значи, тоа е крајната цел. Тоа значи господин Стојков теоретски дека овие банкари може да одлучат кој ќе биде начело на партија, кој нема да биде начело на партија. Апсолутно. Може да одлучат кој ќе го смени, кој нема да го смени името. Ако се врзани со Грција, а се врзани со Грција, и тоа не само капитално, туку на секаков можен незаконски начин, тие луѓе може да одлучат што сакаат во Значи, Република. кој го владе Македонија. финансискиот систем има реалната власт во државата. Али, само да кажам дека Стимале собствениот капитал, банките одавно го потрошили. Тие фактички немаат собствен капитал. Со вашиот и со мојот. Апсолутно. Сте имале некои закани? Па не би рекол закани. Барем јас не сваќам како закан. Сте истражували ли делови за албанска мафија? Значи, во еден дел на некоја ваше истражување спомнувате државата Делавер. Дека е една од оазите за перење на пари на територијата или внатре во територијата на Америка, тоа е изборната база на Џо Бајден, поранешниот потпредседател на Америка. Неговото име се јавуваше во многу афери со Украина, во многу афери на Косово, на одредени врски со мокното албанско лоби, да не речам мокната албанска мафија, бидејќи знаете, мала и тенка е границата помеѓу мокната албанска лоби и мокната албанска мафија. Во едно ваше истражување вие спомнувате албанска мафија која требаше да ги претвори динарите кои стана во Словенија после распадот на СФР Југославија, како велите 12 тони или динари тоа што стана во Словенија, и тие пари требаше да бидат претворени во злато и во одредени други недвижности на просторот на поранешната екс-Југославија, дека словенечката тајна полиција користела албанската мафија, меѓутоа дали во некои други истражувања сте дошле до одредени докази како функционира албанската мафија на Балканот? Нисам заpravo фокусирано истраживал албанску мафију, организована криминала и така дали, али кад сам sa колегом истраживал трговину оружјем, добили смо документи кои потврđuju да е војна обавештајна служба територијалне обране Словенија за време кад су макнули динаре из оптока користила помоć албанских криминалних кругова широм Југославија да су мијенали те динаре за марке и долари. И тоа е било велики новац, али оно што, на пример, још никад нисам написал, можам сад речи, читал сам записнике државног врха Словенија, према коjem je u 90. ili 91. čitava kosovska vlada bila u Ljubljani i više od pola parlamenta. Kako da kažem, i te veze su se stvorile na najvišoj razini, jer i poslije trgovine oružjem, kad su se počeli legalni poslovi, tadašnji šef obavještajne službe, Andrej Lušin, postao je veliki poslovni partner Agima Čekujel i izvozio mlijeko na Kosovo, imao neke poslove sa Kosovom i tako dalje. Tako da, kako da kažem, ja uvijek mogu reći samo ono što sam zaista istraživao i potvrdio, ali da, možemo ovdje potvrditi da veze između albanskih krugova i slovenskih su uvijek bile vrlo jake i na vrlo visokoj razini. 12 тони динари на поранешна СФР Југославија беа останати во Словенија и тие 12 тони, што стана збор за огромно количество на пари, со помош на албанската мафија, словенечката тајна служба или полиција ги претвори тие пари во конвертабилна валута.
тогашни марки или долари или швајцарски франци со помош на албанската мафија. Да. Кога почнува и како може да заврши целиот тој модел на финансиски геноцид во Република Македонија. Имаше еден обид да се расчисти овој случај и веднаш таа обвинителка која сака да го расчисти овој случај беше сменета. Па дури американскиот Мислите на Лидија Речевич? Мислам на Лидија Речевич. Па дури американскиот амбасадор излезе јавно и искритикува дека воопшто никој не го третира тоа прашање. Никој не третира капитална, фамилиарна и секаква друга поврзаност на луѓе кои условно речено прават капитал и луѓе кои го кријат тој капитал. Вака да ви кажам. Значи, сите ги следевме тие настани околу Советот на јавни обвинители, начинот на смената на Лидија Речевич, поведената постапка за судени интереси на господинот председател на Советот на јавни обвинители Коле Штериев. Некако во тоа време баш се случи да се поведи постапка за антикорупцијска комисија која што го работеше тој суден интерес. И кај што јавно излезе дека кај Коле Штериев постои суден интерес. Поведена е постапка. И ја расформира. Ја расформира одма комисијата на извештај од Завод за статистика стар една година. Значи се активира, се смена обвинителката која што имаше доблест. Значи еме смената обвинителката. А уште по антикорупцијска комисија ја расформира, не постои. Коле Штериев е уште председател на Совет на јавни обвинители. И изборот негов, уствари изборот на Советот, беше одредена обвинителка и таа обвинителка, случајно или не, ги го превзеде еден од случаите банки, да речем. Банки 1 и банки 2. Еден или двата ги изеде, а е внука на акционер на една од банките. Значи да констатираме на крај. Постои случај банка 1 и банка 2. Добро, така може да се рече. Кај што се истражува овој финансиски геноцид. Така. Условно речено, тежок стотици милиони евра. Значи, не е за толку милиарди, него како модус операнди, како начин на кој што банките го прават криминалот, цела слика. Тој криминал. Така. Госпоѓата Лидија Речевич, која го води тој случај, е разрешена на седница на Советот на јавни обвинители. Не е реизбрана. Значи не е реизбрана. Така. Со тоа што не е извршен нејзин реизбор, во ги гласањето остава предмети, во гласањето учествува сопруга на еден од мокните банкари во Република Македонија, кој што е опфатен со истрагата. кој е опфатен со истрагата. Сопругата негова Гласа за разрешување, оно не продолжување на мандатот на госпоѓата Да. Речевич. А пак во другиот предмет, банки што е кај истата обвинителка, новата обвинителка која што доаѓа на нејзино место, на кој што му се паѓа предметот да осуди, е внука на акционер на банката која што е предмет на обработката. И тоа го констатира антикорупцијската комисија. Антикорупцијска не го констатира овој втор дел, првиот само, дека има судирни интереси при изборот на одредена обвинителка, при изборот, затоа што за или против гласала обвинителка од Совет за обвинители, чијшто блиско лице е Акционер. не акционер, туку е осомничен во една од истрагите. И веднаш антикорупцијска комисија е расформирана. Одма за да не дојди до да се утврди дека постои судирни интереси и тој избор да се прогласи за нелег. Има процедура што ќе се случи ако се утврди судирни интереси. И ово сликува све што се случува сега Ово сликува во Република Македонија. Се апсолутно. Не само сега, не ќе да речем дека ова или она власт, сите власти. Тие се во состојба во многу краток временски период да се организират и секоја опасност да може да стават под контрола. Така е, реагират на дневна основа. Значи на дневна основа. Дневна основа. Може и знаат дека снимаме сега. И да знаат. Не би ви изненадило веројатно. Имат право да знаат, нека знаат. Ти имат право да знаат, И ние имаме право да знаеме. а ние имаме право да им Ама нас не ни презентираме. кажуват. А не, ние имаме право да знаеме некои работи, ама не ни Ние ги имаме кажуват. право да им презентираме истината на гледачите. Така е. Да знаат сите. Не можеме да отвориме се во ова интервју, бидејќи се уште се водат постапки. Меѓутоа оставаме простор за пола година, за една година, за една и пол година, отворено со имиња и со презимиња, да ја кажеме сите работи. Како се прави тој криминал во Искористам Република ова емисија Македонија. како учесник во тие постапки, значи ја не крием, да кажем едно, дека
власта, која била власт, мора, заради државата наша, да го реши овој проблем. Мора да го реши. Ако не, има сила во државата која ќе го реши. Господине Постојков, или државата ќе реши овој проблем, или државата нема да постои. Или нема да ја биде. Така. Како е кршено ембаргото кон СФР Југославија? Разговараме со Блас Гага, човекот кој пред 2 години ја доби наградата Репортери без граница. Таа афера со оружје, која настанува на оној период на распад на СФР Југославија, беше тешка 1 милиарда марки. Најмање. Сасвим е сигурно да то не е била само словенска операција, него е то била сложена логистичка операција многих земјалја и НАТО е сигурно све знао, јер како е могуче да више деценија бродова пуних оружја 4000 иде кроз Отрантска тони. врата. Да. 4000 тони оружје. 20 танкери со оружје. Првата транша се калашникови кои од пристаништето во Варна, Бугарија, доаѓаат во Копер. Да. НАТО дава согласност, Америка дава согласност, Обединетите нации дава согласност, КГБ во времето на Јелцин го продава оружјето. И Мосад, И Израел. Мосад. Израел е една од главни држава која е подржавала Словенија не само со оружјем, него и со логистиком обвештајно. Освен пушките Калашников, има пушки САРС, Да. кои преку Израел и Сингапур доаѓаат. Да. Како компјутерска опрема, како санитарна стока. Свето. Значи, тие се толку инвентивни, господине Згага, што точно знаат како да ја спакуваат зелката, како да ја пласират и како да ги скријат трагите. Функционира ли тоа уште? Па, како да кажем, обавештајно и сигурности службама, тоа су често врло интелигентни људи и кои имају доступ до свих информација, имају снагу која е изнад закона и увиек кад е у питању кад су у питању стратешки ствари, увиек се ради на дужи рок, така да све су прерачунали, све су испланирали и овде око трговина оружјем, како да кажем, у трилогија открили смо да еден од највеćih извора оружја за хрватско војско била е Русија. Русија. Да, Русија најмање 8 бродова, последни брод су американци, заправо француско-италијанска фрегата, 2 фрегате се зауставили, била е една велика афера, jer je bilo 150 kontejnera, nešto tako. Pronašli smo onda i račun, ta pošiljka bila vrijedna oko $22 milijuna. To je bilo, Vladimir Zagorac bio zadužen za to. Ali ukupno je bilo 8 brodova, 12.000 tona streljiva i oružja. Rusko, namijenjeno za Hrvatsku vojsku i iza toga stala je mafija iz Odese, ukrajinska mafija. Ukrajinska od Odesa. Da, i onda bilo je i suđenje u Italiji oko tog slučaja gdje se pokazalo da su bili umiješani vodeći obavještajci i političari iz Ukrajine, a tada svi su bili u KGB-u i pošiljke su imale, kako da kažem, počele, dobile su teret oružje u luki Oktjabrsk ili Nikolajev. To je jedan grad usred Ukrajine, gdje je reka Buh i gdje je bila uvijek specijalno pristanišće za vojne namjene ruske vojske, odakle su i slali, na primjer, rakete kad je bila kubanska kriza ili svugdje, tako da. Значи, вечниот пријател на Србијата, Русија, им прода оружје на хрватите у текот на војната. Да. И американци и НАТО све су тоа видели и знали и, како да кажем, најперфидније е што су неки страшно профитирали на крви и сузама многих луѓе кои су се борили за мале жепни државице кои их има сад 7 на подручју бивше Југославија кои заправо не могу бити државе на дуги рок jer je premala kritička masa, pune korupcije, kriminala
I kako da kažem, ne znam kakva će biti budućnost, vidimo poslije 25 godina što je to rat učinio, kako su društvene vrijednosti pale, onda i korupcija. I vidimo sad preko novih investicija da je jedina svrha da svi ostali imaju dobit, imaju velike investicije, u rudnike, vjetrne elektrarne, fabrike, jeftina radna snaga i sve to završava u porezkim oazama. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото време. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.